Интересни ликови се шетаат во македонската политика во изменативе 30 години. Иако врвот на комедијата и трагедијата на Македонија е Зоран Зоќе Заев, ликовите кои во изминативе години се околу него се со посебна приказна и со посебни потреби. Имено, Зоќе очигледно не го поддржува ниту еден чист лик, нели нормален лик, со интегритет лик. И ако имаше некој таков, тие во првата година ќе се дистанцира од него. Мислам, воопшто нема ни да го приберат во свое друштво. Како, например, нели, министерот за финансии Тевдовски, например, тој не можеше, нели, да не играше, изгледа, по нивните ноти и беше тргнат елегантно. Видовме важно со кого си имаме работа. И тргај се одма. Но еден од тие ликови беше и Мухамед Зекири, кумашинот на Зоќе Заев во големата приказна Едно општество за сите. Веројатно, општество за сите, а парите само за нас. Метеорски успех на овој Мухи од некаков си новинар кој има завршено теологија, ама многу метеорски брзо се искачи, нели, над звезденото македонско политичко небо. Баш метеорски, со диплома за која медиумите пишуваат дека има нејасни датуми на студирање и одбрана. До председател на СДСМ стигна, иако тоа и не е некој успех, нели? До генерален секретар на влада стигна. Тука е више, тоа е веќе елита. Тама, нели, беше Рашковски, па еве го се ова, и Мухи, херој на борбата за урнесување на Македонија до ова дередже, но и чест гости на најавите во порталите за голем криминал во разни сфери, од мигранти до рекет. И се некако досега по сите помпезни најави успеваше да се извади од приказните како го стекнал својот огромен имот, своите джипови сметки за толку кратко време без бизнис, но додека е во дружба со кумот, и секогаш, и баш поради тоа што е во дружба со кумот. А кумот не е заебанција, нели? Кого пипне тој кумот како кралот Мида, кого пипна во злато го претвори, го збогати, го направи цар, крал. Таква моќ имаше Зоќе, те пипнели злато, те прави. Ви текнуе колку тајкуни создаде. Боки му беше другар, го направи богат. Рашко му беше другар, го направи богат. Го натовари ко Брод, Шилегов другар. Шилегов исто. Брод, Мухи другар. Еве го и тој ко траект се натоварил. Венко другар, Венко исто натоварен, товари тоа. Еден мој пријател што има кафана, деновија ми вели: Сашо, знаеш кога знам дека овие мојве конобари дебело ме крадат? А кафаната ми работи турбо, нели, викам кога? Па не може да издржат човечки тоа, до вчера немале ништо, а сега дошле на позиција, нели, цели овали да ставаат у джеп, па по некое време, добри коли на паркинг, брендирана гардероба, шетање ваму таму, гледам пушат скапи цигари, цвикери од 300 евра. Јасно ти е каде оди прометот 30-40% секоја вечер. А пошто владата е еден вид кафана во која не се знае никој пие кој плаќа, народот секојаш е тој што плаќа, еве овие довчерашниве конобари си вовеле само послужување. И тука гледаме сумите секојаш се вртат околу милионче, Рашко милионче, Мухи милионче, тој пред нив милионче, само ние граѓаните куртонче. Овие масонче и милионче, ние саде куртонче. И по некој лубрикантче лево десно. А веројатно и кога ги набавиле тоа лубрикантите, паднало и тамо некој милионче. Така се краде, брат, у нашава кафана. Цели овали скара, морски специјалитети ги нема на сметките секоја вечер, а излегле од кујна. Принцип е исти, све со остало нијансе, велеше Балашевиќ. Абе викам, аџијава Мухи според наводите лапал изгледа кртина подолго време, ама сега шефот у кафанава изгледа не го добил својот дел, па решил да му мавне дисциплинска, а дисциплинска иде со 30 без кромит, нели, ова е ушутка, така? И тамо веројатно ќе има некој кромитче да проба генералниот секретар и одхранава на народот, која тој и тие како него буквално ни ја сервираат 5 години. Тоа е, шоуто мора да продолжи. Слушам за некој ден ке имало пак скара. Они 8% не доверува во судството додека не се качат на 50%, калето нема да здивне. А до тогаш бројката новонаселени во шутка може драстично да се зголеми. Нели, ја тоа како аналитичар треба да го знам. И што да кажем на крај? Да, го знам.
Кога во Врање ќе ги прашате врањанци, јесте ли се пописали, они ќе ви врну попишасмо се. Ете и ние у Македонију се попишасмо. Ние на Македонију се попишасмо. И ск не е у Врање време за плакање, него и у Северну време за плакање. И за кукање, и за Не за ебање. И за викање е време. Пошто не можемо више да издржиме од тој Не ебавање. Сакам да кажам, власт не прца у здрав мозак, што би рекле Срби. А овие што преко Вучича не хранат и не појат, додека НАТО не брани од нив, и тоа за наши пари, мислам, како да ви кажам, да ти рече некој дека сме луди, малку е. Да ти рече дека сме ненормални, ненормални сме уште поодамна. Кога седнавме да си преговараме за име и за идентитет, мислам, од тогаш сме ненормални. Да ти рече некој дека сме давајгази, давајгази сме уште од ептен, поодамна, од античко време. Преку 14.000 нели оние ослепени на Самуил, во Турско, памтите во Турско, тоа исто давајгази имало. Кубурот сме го чувале у Турско, наполнет, спремен. Ама длабоко пикнат во чинтијаните. За не дај Боже. До сега кога му го дадовме газот на Зоќе, и на Али да не рендаат 5 години на суво без лубриканти, уствари се, јадам бурек, ни купи, они лубриканти, не дека не се, не можеш да ги спориш. Така и сега се попишавме, онака, со ешерихија коли у бешика, добро си измолчавме на народот, на јазикот, на идентитетот, и на бројките, а бројките на пописот како што се договориле, али и Зоќе најверојатно со амин одгоре. Супер попис. Сите попишани, само македонците измолчани. Така и треба да не очекувавте по 4 години тиранска платформа, антимакедонска политика, не спомнување на зборот Македонија и македонски, тотално бришење на историјата и побогарчување, да не мислевте да ви се попишат македонци. Народе македонски, Не за какви идеи си ти си за жалење, седиш дома, кукаш, а надвор да не му замериш на партискиот шеф додека те уништува, додека те лаже, додека те краде на очи и ти уништува и днината. Бре, македонче, и да те навредувам до 1001, пак нема да се освестиш. Ништо не делува на тебе, а посебно ништо не делува на оние малине партии на чело со Павле, кои мисле дека ќе живеат 5 животи. И овој ќе го преседиме во квислиншкава влада, биле тоа мажи, како не, маж си кога ќе излезеш, бре, кога ќе грмнеш со гласот, кога ќе удриш со раката на маса, кој ќе отераш све во 300 мајчини и амбасади, кој што направи Борис Трајковски на времето, ја растуриш владата и мислам тоа. А сите ние ќе умреме еден ден, ама прашање што ќе им оставиме на нашите деца. Дали големо ништо или шанса да бидат попишани како македонци? Добро. Намочени од меѓународната и нашите комшии кои нонстоп само си копаат позади нас, да не бутнат еден ден онака случајно. Уште малку и сите ќе дигнеме раце. Кој ќе даде гол во 92 минута ќе се помни со векови, ќе се помни дека имало избори и квислинците платиле за своите злодела. Ни треба Трајковски од коалицијата, кој ќе им ги озбрца на сите и ќе ги растури. Чудна коинциденција. Хероите да се презивале Трајковски. Трајан, не си ти ни далеку со презимето. Прашање е дали си херој или она другото. А досега си беше она другото. На буквата. П. Се ја малце вака као на водителка на презентирка на една телевизија. Се сеќавате на кој се сеќавате? Ова сакав да ја прашам. Сте огледале оној познатиот филм Има ли пилот во авионот? Една феноменална пародија на паѓање од смеење. Одлична комедија. Тоа е уствари комедија за нашава волкоебина. Додуша, додека беше Зоќе премиер, имаше пилот во авионот. Поише на автоматски пилот бевме, ама нема врска. Нели овој автоматски странски, како сакате кажете. Но, колку толку имаше некаков пилот, Зоќе учел за пилот, за авионче за прскање комарци. Беа го ставиле да лета со Airbus 380, со джамбове.
И нормално, кој ќе ставиш некој што летал, како бе летал авион со комар? Летал онакви авиончиња со хартии летал. И замислете се некој така што летал авиончиња од хартија направени, го ставаш да вози Airbus 380. Замисли. И нормално, зоќе му еба мајката. Го растури ко фичо. Абе, мислам, уставот го растури, ги исполажа патниците за дестинацијата кај сме упатени и наместо во Брисел слета у Бурунди, смени ознаки на авионот, нели фирма му смени, го ребрендираше комплетно. А знаеме од British Airways на времето кога го ребрендираа, нели кралицата тогаш беше против која сменија, нели брендот, и се виде после неколку месеци дека изгубија многу патници, изгубија многу пари, па кралицата со наредба рече вратете го стариот бренд што беше на British Airways. А овој токму таа грешка ја направи. Нашиот Airbus го ребрендираше бе, од корен. И нормално. Нема, не оди више. Банкрот, тоне. Овој губи висина авионот, се сурвува надоле. И на крај што? И на крај кога пилотов, нели, го напушти авионов, скокна со падобран, остави што? Кој да го води остави? Остави да го води неговата стюардеса. Стюард. А може стюардеса, од кај да знам сега со ова родова од кај да знам? Може сега го знаеш како таче, може утре са бајле ќе се разбуди, ќе се представи како тачерина. Не знаеш, тоа родовите, мислам, родот е, како да ви кажам, променлива категорија, мислам, знаеш, тоа. Се будиш како, легнуваш како машко, се будиш како женско и тоа треба да биде нормално. И да се вратам на проблемот, значи Зоќе скокна со падобран, го напушти авионот, го стави стюардесава, нели, на негово место да го вози авионов, и што се случи? Откако ни изумреа преку 7000 луѓе, нели, од здравствово на кое му аплаудираа по тераси, откако не знаеа на кој начин повеќе како да испумпаат пари од буџетот во стилот на мухијаджијата, дојде војната во Украина, за која знаеле однапред со пендарот. Ама не се подготвувале да обезбедат стокови резерви, да купат струја по поевтина цена, да обезбедат нафта. Туку побитно било да купат коли, да купат есцег за лапање, зреено месо за најефтиното бифе у светот, да обезбедат пари за 90 тендери за лифтови, кои замисли никој не ги видел дека се криминални. И вакви примери има секој божји ден. И сега се спремаа да ја задолжат Македонија со 1,2 милиарда. Да, добро слушнавте. Пола пари странски кредити, бидејќи не може да ја плаќаат струјата што ја увезовме по овие цени, затоа што цела година спиеле, и пола за покачување на минималната плата, и новата систематизација во јавната администрација. Тоа се финти за купување на гласови на предвремените избори. Тоа што пројектната зелка и доматите во износ од десетици милиони евра ќе останат во Македонија и нема да се извезат поради санкциите кон Русија, никому ништо. Да, и тоа е. Нашиве земјоделци сега се плашат, ако реципрочно возвратат русите, нели, останаа јаболката непродадени, тони и тони. Мислите дека овие нашиве ќе најдат алтернативни пазари? Им верувате дека ќе најдат допрва ќе бараат, па тие јаболка не се од плати направени или од дијамант? Па стај го ке трае и ќе скапа, те патлижа, мајка, да, патлижа, пиперка. И тоа што наместо да се занимаваат како со сите сили да изфорсираат пролетната сеидба на пченица и пченка за да имаме леп цела година, со максимално учество на владата и субвенција околу семето, ѓубрењето, меканизацијата, тие се занимаваат со праќање на амбасадори, со давање хонорари на спикерки и праќање у амбасади, со помилувања, со платата на груби која му била многу мала, а од хеликоптер се гледа дека не живее од плата, се знае од што живее. Прашете жена му каков бизнис има. Војна има на 1000 километри од тука и глад ни се заканува, ама таче, извини ако го навреди, сега може тачерина е денес, не знам, стварно не знам. Како се разбудил, како машко или како женско се разбудил, не знам, збунет сум. Овие родовиве работи не ги разбирам. И сега, значи, таче и дуи уво не ги боли за ова. Ке чекаат на милостината од Вучич. Замислете, од Вучич, бе, Вучич, диктатор им беше, која доаѓа на власт.
Вучич, тие шарените што беа околу Заев. Каков диктатор, многу личи на Груевски Вучич. После 4 години го молеа на коленици да е вакцини, да е пченица, да е ова, да е она. Тоа што Народната банка и гувернерката интервенираат и што имаат девизи само за неколку месеци, нели, ако дојде до влошување на кризата, никому ништо. Тоа што јавниот долг ќе биде 67% од бруто домашниот производ, а тоа значи банкрот, блуз, бем! Повторно никому ништо. Повторно играат на картата дека ќе подкупат народот и дека потоа повторно ќе го молзат. Не тебе, Слаки, тебе не дам никој да те молзи. Тебе не те дам. Нас не молзат. Ние сме поголеми крави од тебе, бе, Слаки. И играат на картата со пописот, замислете цело време. Вметнаа бројка на албанците се надеваат дека по 100 пат лажење ќе добијат датум, продавајќи го името, јазикот, идентитетот на бугарите, и тоа ќе го прикажат како мега гига успех на државата. Нели? На Дуи и до душа име гајле, бе, и не им чуе, бе, си се ладат Дуи, бе. Не се тоа албанци, тоа се некои кои биле македонци, као што вика Али, дека сме биле повластена нација во Југославија. А тој бил тогаш, нели, многу угнетен. Нели, многу угнетен бил. Си живеел во Швајцарија со инвалидска пензија. Затоа бил угнетен. И сега албанците се повластена нација, нели, овде благодарение на домашните предавници и на странските, нели, глобални интереси. И ќе одат на избори. А потоа народот ќе си умира и од болести и за леп. Битно е на груби да му се покачи платата. Многу е мала. Многу е мала. 70.000 денари. Плата ли е, бе? Солзи сами капат, прости ми. Ја не знам тој човек како уште е жив. Па јас со толкава мала плата, па до сега 3 пати ќе се обесам. Тоа беше се, народе македонски, за денес, и сите пријатели, нели, на Македонија ширум планетата Земја и во галаксијата Млечен пат. Голема сатисфакција за мене и мојата екипа е што имаме пораки за поддршка од сите страни на светот, буквално од Нов Зеланд до Камчатка, нели, преку Бразил, Катар, Јапонија, Аљаска, Ртот, Добра Надеж и Гибралтар, Суетски канал, Голандската висорамнина, значи осегде пристигаат разни честитки и зборови на поддршка за ова перкутасевски шоу, нели. Тоа е тоа, доброто плескање надалеку се слуша, тоа е битно. Што повеќе не гледате, толку повеќе ќе издржиме. Ќе го издржиме, нели, плескањето. Затоа што ние не сме против никого, ама сме за Македонија. Македонија вечна.